ја нарече овака комплицирано, не ти текна. Па да, со Дејан Андоновиќ нема стоп, така да ќе продолжиме и така да разговараме и во етер, не, дека не уклучува во етер, па рече, вика, пазете спонтано емисија во живо, а во секој случај имаме и многу теми на кои што ќе разговараме, но време секогаш ограничено, па ќе го искористиме максимално. Ова ни е последното издание од оваа сезона на Утринската на Телма и некако гледавме содржините да ги адаптираме, да бидат малку корисни и апел до граѓаните во овој ек на... звездите доаѓаат секогаш на крај. И звезди, не си на крај да е, добро, ама пред крај. На крај ми е Еве звездата. Дејан, добре дојде. Добре најдов. Толку редовно се дружиме во низ нашата програма и се познаваме, нели? Така да верувам дека и спонтано ќе не биде и разговорот и затоа и нека не ни замерат гледачите што нели некако така го стартувавме денешниот разговор. Прво, како сте? РСБСП, активно лето, богами. Секогаш имаме активно лето, бидејќи имаме перманентно кампањи низ целата година во зависност од календарот на активностите, но летната кампања зима голем дел, исто кај и онаа зимска кампања, бидејќи кај многумина владе некое размислување дека само зимските услови и зимата е она што е специфични услови за движење во сообраќајот, да патниот сообраќај воопшто, па оттаму некако кога е лето, ајде немаме гајле, не ни треба летна опрема. Да, чист е патот, да. Да, чист е патот, убаво е времето и тоа е тоа. Оваа летна кампања како и секоја година се обидуваме да апелираме, да посочиме дека и летото со овие високи температури има специфични атмосферски услови и е можеби поопасно доколку не ги почитувате и правилата и прописите наспроти оние зимски услови. Ќе потсетам, зимски услови, голомразица, врнење, магла, ќе ве предомисла да не тргате денес ќе тргнете утре, па имате ланци, па имате зимски гуми и тоа некако може да се надбине. Но летните услови се нешто што првин ги подценуваме, бидејќи овие големи температури, високи температури може да не излажат, нели? Па сега имам клима у кола, не е проблем, но мораме да посочиме дека овие кампањи имаат за цел да им го привлечеме вниманието на сите оние кои учествуваат преку лето, бидејќи знаеме дека се одмори, зголемена е фреквенцијата на сообраќајот со самото тоа и поголема е опасноста за евентуални сообраќајни инциденти, но и овие температури, повторно ќе кажам, многу влијаат и медицински, и психофизички, и секако, па оттаму ове апел од Републичкиот совет за безбедност со сообраќајот, кампањата Вози одморен, биди одговорен, самата кажува што уствари ние сакаме да кажеме. Па ајде ќе ги прочешламе кампањите, да, актуелна е таа кампања од пред неколку дена, имавте можности и понатаму сето тоа од кога стартуваше кампањата го спроведувате посебно на граничниот премин Табановце, нели од Србија, оние кои што транзитираат низ Македонија, па и остануваат некој ден. У другите држави на одмор, ајде Албанија, Грција исто така, да и Бугарија, зашто да не. Генерално таму одат оние луѓе кои возат подолго време, кои идат на одмор, кои имат подолга патна дестинација, треба да одморат. Ние апелираме и преку медиумите, вие ни помагате многу како медиум за овие кампањи, да им посочиме на луѓето кои тргаат на одмор, кои одат на подалечни дестинации, дека и медицински е докажано 2 часа возите, половина час одмарајте, бидејќи подолгото возење се намалува концентрацијата, треба биете одморни пријатели. А тоа многу ретко го практикуваме, 2 часа да возиме и да направиме пауза. Некако посебно кога одиме на летна дестинација, брзо сакаме да стигнеме, едве чекаме да стигнеме нели таму. Да, и тука се подценува моментот, еве јас тргам на одмор, ќе одам сега да стигнам само па после. Тоа е една иста приказна малку со мал мачоизам би рекол кај нашите возачи, особено од ние мажите, каде што нели со 2 чашки ракија не е проблем да возам. Така и ова што е за мене 5 часа да возам, да не застанувам, што побрзо да стигнеме. Значи токму тоа е оваа кампања да им покажеме, да ги подсетиме учесниците во сообраќајот да не го подценуваат мигот. Надвор се високи температури, освен што возилото треба да ви е технички исправно, а бора и вие да бидете технички исправен. Морам така да го наречам, бидејќи треба да сте одморни. 2 часа возите, половина час одмарајте, напите се кафе, ладен напиток, пијалок, било што, се разбира безалкохолен. Нека биде вода. Нека биде водан и треба секогаш да имате 1 литро вода за пиење која е ладна во возилото, за да се освежите. Исто така оној момент на климата кај што вие не знам тамо 18-20 степени, а надвор е 40, кога ќе застанете па излезете, тоа е голема температурна разлика, затоа морате да викнете некој лекар да ви го објасни подетално, но ние како Републички
апелиравме од утринава со итната медицинска, да. Ние како Републички сојуз за безбедност со сообраќај ги собираме сите тие податоци од техничкито исправност на возилата до здравствената состојба, да кажеме само едно, зголемена е фреквенцијата на сообраќајот, автоматски морате повеќе да внимавате. Луѓето тргаат на одмор, малку се полежерни, помалку концентрирани, да бидат концентрирани. Не брзајте да стигнете на дестинацијата каде што треба да одите на одмор, исто као и од утрина кога идете на работа, не возете брзо за да стигнете на работа, ќе стигнете 5 минути 10 порано или подоцна, вие ќе стигнете на посакуваната дестинација. Сакам да кажам и како апел на некој начин, бидете одговорни, бидете одморни пред да тргнете на подолг пат и почитувајте ги правилата и прописите. Има правила и прописи, се е лесно доколку тоа се почитува. Така е, ја спомена таа кампања, нели, патувај одморно или биде одморен на пат. Биде одморен, биде одговорен. Така е, и видовме инсерти од тоа како се спроведува, односно нели на лицата кои што им делат флаери, нели малку ги опоменуваат и посочуваат. Ги подсетуваат, би рекол, бидејќи кога ќе тргнете на пат, вие сами по себе ќе тргнеме, сите ние одиме нели на одмор, одиме на подолга дестинација, еднаш барем у годината, значи не сме професионални шофери да имаме оној професионален пристап каде што треба да возиш толку и толку. Па и самото возило да има вградено, па да. Но и ние сме сите прво аматерски возачи, не сме професионалци. Така да не треба да се подценува мигот. Дали е Грција, да кажеме, што е многу популарна дестинација, близко, па јас можам у еден дах да ја возам, зошто? Кај брзаш? Не треба да брзате. Сепак е одмор, идете си на тенане, тргнете си порано. Кога ќе дојдете на наплатна станица, ако видите некој од нашата кампања, ќе ве потсети преку флаер, преку ладен напиток, преку нешто, да ве потсети дека треба да бидете одговорни. Сепак, тргањето на пат е одговорност и ризик на некој начин, доколку се однесувате недолично. Така, зборавме или споменавме за оние кои што ќе патуваат и оние кои што се во своите автомобили, би сакал малку да споменеме и кампањата која што и понатаму е во тек летово околу носење кацики и заштитна опрема за велосипедистите и оние на тротинет, нели, тие на тротинети мораат законски. Тие законски се обврзани. Но и велосипедистите не е дека не може да се случи, не дај Боже, поголем проблем доколку нели па нивим се препорачува. Они велат дека возат нели поспоро во сообраќајот. Па не е баш така. Кампањата има за цел таа се однесува на велосипедистите, на овие со електрични тротинети и на моторите, односно мопедите, да кажеме со помала кубикажа, бидејќи оние големите мотори сите носат. Повеќе или помалку можам да видам дека има одговорност кај таа, да кажеме, категорија на граѓани. Овие три категории се посочени бидејќи повторно ќе кажам, се работи за луѓе кои имате велосипедисти и имате луѓе кои користат велосипеди. А тоа така би го рекол, можеби не е по наука, но луѓе кои го користат велосипедот по потреба. Ми се чини дека тие се најнедисциплинираната група на учесници во сообраќај покрај пешаците, се разбира, бидејќи сметат дека треба на брзинка да преминат, да отидат, еднаш возат како возило, еднаш возат како пешаци, сведоци сме дека знаат да возат таму каде што има пешаци. Јас секогаш велам, онаа опасност што велосипедистите ја гледат во моторните возила, а тие се истата опасност за оние пешаци. Значи не треба да возат на тротоар. Сега ќе кажат нема велосипедска патека. Па добро, каде што нема велосипедска патека, немојте да возите. Исто така и пешачкиот премин. Полно пати сме го виделе тоа. Еднаш вози како пешак, еднаш вози како кола, а еднаш кога ќе му текне па ќе премине пешачка зебра, може да изгази некој од пешаците кои поминуваат. Има и тука правила, има една црвена лента од страна. По неја треба да одат. Ако ја нема, должни се снимат. Ако таму нема пешаци, некако треба да поработиме малку на културата во... Тоа е етика и сообраќајна култура. Тука или ние можеме само да апелираме, да подсетуваме, но не можеме да ги култивираме. Овие кампањи имаат за цел да ги разбудат некои. Можеби луѓето не знаеле дека таа црвена лента е за велосипеди, но исто така можеби велосипедистите не знаеле дека доколку немаат црвена лента, не може да поминуваат на велосипед, туку ќе се симнат од велосипедот и ќе бидат пешак кој турка велосипед додека ја премина таа пешачка зебра. И апели до пешаците, малку не секогаш се свесни дека стојат на велосипедска патека, бидејќи таа нели првата до тротоарот. Имавме кампања пред ова со кацигите и за пешаците, каде што имаше и малку критички настроена беше од аспект на тоа дека пешаците сметаат дека не подлегнуваат на никакви сообраќајни правила, па преминуваат кај што ќе им текне, они имаат предност. И пешаците како најмасовна
најмасовна категорија во сообраќајот, се должни и како да внимаваат како се однесуваат. Јас повторно ги кажам, доколку сите ги почитуваат правилата и прописите, сите категории, од камионите и автобусите до таксистите и велосипедистите и пешаците, ние ќе имаме нула жртви во сообраќајот. Така. Ги загледав оние инсерти слики кои што ги пуштаме и ова кампања што е за кацигите. Имаше една жена меѓу сликите каде што не носи, беше спроведена како потсетување за тие кои што не носат или генерално оние кои што беа затекнати? Од службите и од лицата од цел, јас секогаш го велам тоа во сообраќајот. Кампањата има за цел да им се каже на тие учесници во сообраќајот, таа категорија кон која е настроена. Не е важно дали ќе ве види полицајецот и ќе ве казни. Да разберете дека кога возите такво превозно средство, значи не сте во кабина, дека кацигата може да ви го спаси живот. Значи дали возите 2 на сат или 220 на сат, ако паднете на глава, ефектот е ист. Носете ја кацигата, што ве кошта? Ако ние сите во возилата имаме зимска опрема, ако секаде каде што одиме носиме нешто со нас, зошто кога ќе го земете велосипедот да не земете заштитна кацига? Дали ќе ви се расипе фризурата, па подобро да идете на фризер него да идете, не дај Боже, на нешто друго. Добро ти беше ова за крај. Фала ти многу. Убаво лето, кампањите продолжуваат, ние ќе ги следиме и во новата сезона, соработката се продолжува. Имаме кампањи континуирано, сега е летната кампања, после неја ќе дојде она традиционална за учениците и најмалите кои тргаат во училиште за да се подготват за она што се нарекува сообраќај, бидејќи сите ние сме учесници во сообраќај. Така е, и сите ние треба да внимаваме во сообраќајот.